Општинската библиотека Искра од Кочани беше домаќин и организатор на промоцијата на книжевниот труд "Идентитетот е приказна" од Иван Антоновски, посветена на 70 годишнината од раѓањето на македонскиот есеист и драмски автор Горан Стефановски. Промотивниот осврт за книгата на младиот, но исклучително искусен и докажан автор го направи професорката Весна Мојсовска-Чепишевска. Нарекувајќи го копнежот на македонскиот Одисеј, таа оцени дека вистинскиот предизвик за книгата авторот го нашол во отсуството на соодветна критичка валоризација од нашата книжевна наука на есеистичкото творештво на Горан Стефановски. Тргнувајќи од сознанието дека на есејот треба да се гледа како на оделен жанр, при анализата на поетиката на есеистичкото творештво на Стефановски, Антоновски констатира дека неговиот есеистички текст со своите особености ги надминува досегашните теоретски одредби за есејот. И Антоновски користи еден хибриден теориско-критички пристап, за да може да се дојде до можни, но и до реални одговори на дел од низата прашања кои што ги отвори тој во текот на анализата. Така лесно, но прецизно, во манир на онаа позната синтагма за проста и строга песна, што ја позаемуваме секогаш кога имаме потреба од Конески, значи со тој ги вткајува оние користени извори, како што се Лукач, Епштейн, Карин, Ричман, Клаич, но и Ќулавкова, Лужина, Кошкахот, Гешовска. И постојано води исклучително мудар, но и провокативен диалог со големиот промислувач Горан Стефановски. Во делото на Антоновски е сместен и последниот есеј на Горан Стефановски, наречен "Искрата што се измолкнува", што Мојсовска-Чепишевска го нарече Горанова автобиографија. Последниот, и јас ке речем тестаментален есеј на Горан Стефановски, ни потврдува дека идентитетот е приказна. Ни потврдува дека приказните се среща на нашиот идентитет. Тој уште во 2003-та ни порача дека како што пајаците имаат потреба да ткаат мрежи, луѓето имаат потреба да создаваат приказни. Меѓутоа, тие приказни не се создаваат само во сферата на она што би било фикција, туку се создаваат во нашето живење, се создаваат со нашето работење, меѓутоа и со нашата визија за времето пред нас. И тука само би рекол, тој рече дека нашата клучна, автентична приказна е културата. Всушност, идентитетот е приказна и во ишчитувањето на оваа искра што се измолкнува. Ја препознава таа култура, ама не само како нешто што е минато, не само како нешто што е автобиографија, туку тој не случајно искрата што се измолкнува завршува со неговата тестаментална порака, упатена во 2003-та, која што тогаш очигледно не ја разбравме. Промоцијата на делото "Идентитетот е приказна" од Иван Антоновски е дел од содржините со кои библиотеката Искра го одбележува месецот на книгата. Во рамки на промоцијата со музички точки од Владко Стефановски настапија и ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани.